Темата со енормното загадување повторно е актуелна, во јавноста и натаму стои впечатокот дека институциите не го решаваат проблемот, меѓу другото и дека нема соодветна контрола врз загадувањето на големата индустрија. Ова се дел од темите на кои разговараме со директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретен Стојковски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господине Стојковски, свесен ли сте за недовербата на граѓаните во институциите и дека се игнорира нивното барање за здрава животна средина? Во овој период, од кога сум директор, година и 5 месеци, мислам дека Државниот инспекторат за животна средина ја поврати довербата. Тоа можеме да го видиме со нашето постапување во однос на сите правни и физички лица кои што ја загадуваат животната средина. Треба да го имаме предвид фактот кој што е јавно објавен, дека за периодот кој што го спомнав се напишани санкции од некаде над 800.000 евра, од кои што само ова минатата година 2022 во буџетот се легнати над 300.000 евра пари. Тоа докажува дека Државниот инспекторат стана една од најпрофесионалните институции кои што без пардон ги казнува сите загадувачи во државата. Општиот впечаток е дека се зборува за корупција, за подкуп, дека големите индустрии опасно загадуваат, а дека се недопирливи. Не е точно. Еве, фактите го кажуваат спротивното, дека големата индустрија е на удар на Државниот инспекторат. Сите оние кои што ги надминуваат граничните вредности за емисии во нивните дозволи, како што се интегрираните дозволи и елаборатите издадени од Министерството за животна средина, кои што се контролираат од Државниот инспекторат за животна средина, при секое надминување има санкција. Деновиве и вие објавивте дека цементарница Усје ги надминува вредностите на загадувањето. Градоначалничката на град Скопје поднесе кривична пријава против цементарница Усје, против компанијата Титан Усје, а вие поднесовте прекршочна пријава со можност за спогодба. Меѓутоа, зошто не постои координираност во ваков тип на акции меѓу институциите? Значи, Државниот инспекторат си има своја улога што контролира, а што градот Скопје. Државниот инспекторат ги контролира големата индустрија, како што реков, а додека градот Скопје ги контролира интегрираните дозволи и елаборатите издадени од општините. Значи, секој треба да си работи својата работа. Ние при вореден инспекцијски надзор на цементара, следејќи го загадувањето и предвидувањето во месечните планови и годишните планови на Државниот инспекторат, во ноември имавме надзор над цементарница, бидејќи помина на мазут и котелот што е за грејење на просториите помина на мазут, ние ги задолживме да направат воредни мерења од акредитирана лабораторија. Тие направија мерења и мерењата беа во рамките на дозволеното. Но при крајот на годината, на 30.12, пак направивме уште еден вореден надзор. При воредниот надзор констатиравме дека има надминување на граничните вредности за емисии од парниот котел за грејење на просториите и соодветно согласно законот за надминување на граничните вредности, согласно законот за животна средина, тоа е најголем прекрашок од трета категорија, каде што казните се ригорозни и се движат до 200.000 евра. Меѓутоа, според податоците на Министерството за животна средина, за емисиите на Усје стои дека недостасуваат податоци во декември за 20 часа и дека не се мерат емисиите на сите 12 тоџаци на фабриката. Нели, тука има обвинение дека се лажираат податоци. Дали ги земавте овие информации во предвид пред да ги направите контролите на цементарница? Да, ги земавме. Ние, односно инспекторот, цементарница го извести за периодот кога имаат дефекти и тој период е опфатен во дописот кој што го има во нашата институција, дека во тој период не работеле и една од печките имала некој дефект и не работеле 12 или 15 часа. Се точно треба да го погледнеме извештајот. Значи имаме соодветна документација дека не работела.
И што се случува во овој случај кога недостасуваат податоци? Не, податоците ги имаме во тој дел, во тој период имаме нула емисии, бидејќи печката не работи и останатите емисиони точки не се во функција. Ние ги споредивме резултатите што ги добивме од цементара за континуираниот мониторинг систем на 3.1, кога 2023, кога го направивме мерењето и нашите резултати добиени од акредитираната лабораторија, резултатите со некоја минимална грешка што е предвидена за вакви мерења, резултатите се подудараат. Дел од емисионите точки не се во функција, бидејќи технолошкиот процес е таков да еден дел ќе работи, друг дел од емисионите точки од опремата нема да работи и во извештајот се пишува тоа што работи, тоа што не работи и за нив има. Ние направивме анализи, значи од лабораторијата на главните емисиони точки. Тоа се однесува на двете печки. Резултатите покажаа дека се во граничните вредности на емисии. Инаку да не се лажеме, секоја индустрија загадува, ама затоа е тука правилникот за гранични емисии на штетни материи во амбиенталниот воздух и истиот е добиените резултати се во рамки на тие гранични вредности дадени во интегрираната дозвола на цементара. Да се вратиме на околу кривичната пријава на град Скопје. Во минатото вашата институција има соработувано со инспекторите на град Скопје кога се прават во однос на правење на некои контроли. Зошто сега не се случува тоа кога имаме денови на високо загадување? Зошто нема координираност? Значи, заради јавноста и транспарентноста, Државниот инспекторат за животна средина надзорот што го направи во цементара и мерењето го направи во присуство на овластениот инспектор за животна средина. Имаме соработка, се слушаме со раководителите на одделенијата за инспекцијски надзор и со инспекторите за животна средина на градот Скопје, на кои им помагаме многу. Меѓутоа, нели сега тие поднесуваат кривична пријава, а вие поднесувате прекршочно со можност за спогодба? Значи, законот си предвидува точно за кој прекршок како се постапува. Државниот инспектор си постапил согласно законот и стриктно е наведено во членот 212ж за надминување на граничните вредности дадени во интегрираната дозвола се поднесува прекршочна прекршок од трета категорија за кој што е предвидена највисоката санкција, тоа е 200.000 евра и 10.000 евра за управителот на фирмата. И со спогодбената постапка таа сума се смалува на половина? Не е точно, значи законот дава можност да оди до половина, но може да биде и 90%, може да биде и 100% наплатена целата сума. Дали воопшто имате како институција поднесено кривична пријава против некој од големите загадувачи кои подлежат на интегрирана дозвола? Значи, во однос на нив немаме, бидејќи не направиле таков прекршок, а во однос на дека сме поднеле кривични пријави, сме поднеле за палење на трската во Охридско, во тој дел поднесовме кривична пријава. Во случајов за Усје, како инспекторат утврдивте надминување на емисиите со азотни оксиди на Усје и поднесовте прекршочна пријава, но дали сметате дека со овие казни загадувачите можат да им се исплати да загадуваат и истовремено да ги плаќаат казните? Па, јас не сметам дека загадувачите им се исплати, бидејќи секое наредно загадување може и санкционирање на таквото загадување може да доведе до одземање на дозволата за работа на правниот субјект. Значи, правните субјекти се свесни дека доколку уште еднаш го направа тоа, ние тоа го предвидовме и во решението, доколку и не постапат по нашето решение, ние ќе покренеме кривични постапки и истовремено ќе покренеме постапка за одземање на дозволата за работа на правните субјекти кои што направат 2 или повеќе пати прекршување на
законот за животна средина или останатите закони во сферата на животна средина. Во периодов додека беше загадено, дали овие контроли ги дека во јавноста и тоа беше актуелно, дали ги правите најавено или не најавено доаѓате во овие индустрии да проверите што се случува? Како што кажав и претходно, ние во нашите месечни планови ги планираме инспекцијски надзори, но исто така правиме и воредни инспекцијски надзори. Ние само во периодот од некаде 22 до 5 јануари 2022 направивме над 40 инспекцијски надзори, воредни инспекцијски надзори, значи ги посетивме компаниите да видиме дали имаат, доколку имаат континуиран мониторинг да ни го достават, да го видиме, доколку немаат, имаат дисконтинуиран мониторинг, тогаш ги бараме мерењето да акредитирана лабораторија да ги видиме и доколку има надминувања, ние тука законот не дозволува ништо друго освен санкција. Со каков капацитет во моментов располага институцијата? Со колку инспектори моментално сте на работа на терен да проверите што се случува? Да, во моментот на целата територија на Република Македонија, Северна Македонија, имаме 22 инспектори, 22 инспектори, од кои 2 се водостопански инспектори, 1 за природа и останатите се за животна средина. Сметате дека е доволно? Не, ние затоа сега сме во финална фаза од вработување на тројца инспектори, од кои 2 водостопански и 1 за природа. Денеска ќе се реализира тој дел и 2 административци. Ние останавме во моментот имаме само 1 административен работник, 1 правник. Тоа е сегашната состојба. Со овие 2 нови административци ќе имаме 3 административни работници и 25 инспектори. На крајот на минатата година финансиската полиција поднесе пријава против лице во Министерството за животна средина дека издало дозвола за третирање на опасен отпад во Дрисла. Што се случува во однос на овој случај? Па во однос на овој случај Државниот инспекторат за животна средина направи вореден инспекцијски надзор и констатира дека издадената интегрирана еколошка дозвола има 22 шифри на опасен отпад за кои што нема инсталација за третман на таковиот отпад. Ја задолживме компанијата Дрисла да си поднесе барање до Министерството за животна средина за одземање на 22 шифри на опасен отпад и со тоа ги заштитивме Скопјани да не можат компаниите да фрлаат отпад на Дрисла за опасен отпад за кои што немаат соодветни услови за третман на таков отпад. Каков отпад станува збор? Медицински? Па, тие шифри на Дрисла си ја има таа шифра за медицински отпад, се работи за друг вид на опасен отпад за кој што нема инсталација. Каков? Па си има повеќе шифри на опасен отпад. Си има секој отпад си има, тука се однесуваат на киселини, бази, различни пестициди. Значи во тој дел Државниот инспекторат делуваше многу професионално и не дозволи Дрисла да зема таков отпад и да го фрли. Финансиската полиција утврдила дека одредени количини на таков отпад е фрлен и си поведе соодветна постапка пред надлежните органи. Значи веќе бил фрлен таков отпад, а сега правите контроли редовно да видите дали повторно се случува такво нешто во Дрисла? Да, тоа го утврди финансиската полиција согласно документацијата до која дојде во јавното претпријатие Дрисла, дека е фрлена одредена количина на опасен отпад. Ние од одземањето на дозволата правиме редовни инспекцијски надзори. Сега имавме пред 10 дена редовен инспекцијски надзор заради загадувањето на амбиенталниот воздух. Тоа ни беше и предвидено во месечниот план за декември и не ги доставија податоците дека таков отпад веќе не може да земат, освен она што имаат неопасен отпад, комунален неопасен отпад и медицински отпад можат да го земат и да го третираат. Господине Стојковски, ви благодарам. Молам. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.